Почитувани, добра вечер, следите уште една анализа на Телевизија 24. Во најавата на денешната емисија на социјалните мрежи напишав, конечно после 30 години ја дочекавме оваа емисија, символично се разбира, а тоа е денес после денешниот настан во Лондон, после самитот во НАТО, после подигнувањето на македонското знаеме заедно со знамињата на сите сојузници, иако тоа се уште не е де јуре, де факто може да се каже дека Северна Македонија е членка на Северно-Атланската алијанса. Тоа се искажа и во завршната декларација на Лондонскиот самит, каде во членот 5 се зборува за Северна Македонија и се вели дека освен дека сме посветени на политиката на НАТО на отворена врата која зајакнува алијансата, се вели Северна Македонија денеска е овде со нас и наскоро ќе биде нашата најнова членка. Ова може да се каже слободно дека е новата македонска реалност, за некои добро, за некои веројатно и не толку, затоа и ќе дебатираме вечерва. Наши вечерашни гости се Петар Богоевски од сега веќе ново формираниот македонски концепт. Добар вечер, благодарам на покана. Добар вечер, Исмет Рамадани, кој е воедно и советник на премиерот Заев за НАТО интеграциите. Добар вечер. И Зоран Василевски, активист, член на Левица, поранешен или сегашен ќе ни каже самиот, како и аналитичар кој често зборува за интеграцијата во НАТО. Добро вечер, би додал член на президиумот на Левица, политичка партија забранета со судска одлука. Но друга е темата. Ако се отвори нешто за правната држава и владењето на правото тема, би кажал нешто повеќе. Да, се разбира, можете да си кажете. Господине Рамадани, советник сте на премиерот за ова, се чини дека ова за секој советник веројатно е највисоко достигнување кога ќе се исполни неговата цел за која всушност и постои, нели, функцијата. Кажете ми, дали можеме ли сега да кажеме дека бидејќи кај нас се разбира дека безбедноста е еден од главните проблеми, тоа не е тајна во овие 3 децении, сите тие безбедносни предизвици, дали мислите дека со влегувањето во алијансата конечно се затвара тој проблем и дали Македонија барем ќе добие еден стабилизирачки фактор сега со влегувањето во НАТО? Па добро, како што почнавте, може би звучи малку нескромно, меѓутоа дел од тоа што би требало да се радувам и јас сум, затоа што сепак мислам дека во однос на интеграцијата, односно членството во НАТО, мораме да признаеме дека добро ни одеше. Затоа што да успеевме сега на овој самит да видиме и полноправна членка на НАТО со сите тие церемонии, може би ќе беше и рекорд во тоа што значи време траење на протоколот, односно ратификација на протоколот, но како и да е, навистина не само јас и ние кои директно бевме вклучени во сето ова што значи членство во НАТО, него мислам дека граѓаните во Република Северна Македонија треба да бидат задоволни и презадоволни. Ние може би не сме свесни до крај колку е ова значајно за нас и што значи една наша мала држава да биде рамноправна, на иста маса, на иста церемонија 70 години од НАТО и сите тие, да речеме, лидери кои сепак се представници на многу силни демократски богати држави, да видиш дел од тоа, мислам дека е голема, дури би рекол и привилегија за нас, и најверојатно и премиерот и делегацијата таму се чувствувале добро и што е најважно, може би од сите делегации биле и најрелаксирани затоа што и покрај најавите дека натре ќе се одвија некоја дебата со спротивставување затоа што имаше некои моменти,
Сепак нашата делегација навистина за прв пат може би отиде таму многу релаксирана, со тоа што еве и од таму доаѓаат, што би рекол народот, добри абери, дека најверојатно и Шпанија веќе е на пат до финализирање на тоа што значи формирање на влада и функционален парламент. И ако сето тоа се случи за месец, месец и пол месец, тогаш веќе следи нова церемонијална активност, што значи да се постави знамето на Северна Македонија во еден од јарболите на пред седиштето на НАТО во Брисел. НАТО. Богоевски, членството во НАТО, интеграцијата во Европската Унија, барем формално е дел од сите македонски политички субјекти. Мислите ли дека некако дали сме цело време занесени од секојдневните политички случувања, дека можеби малку и не сме свесни што се случува, дали не сме свесни целосно и за важноста, зборувам како нација, нели? За настанок. Прво, не можам да го скријам задоволството што на некој начин, еве можеби ни се исполнили е пред сам финиш на исполнување на еден вековен сон и мој личен. Бидејќи јас сум активист или атлантист, како што викаат во АТА клубот, дека сме луѓе кои долги години, баш деновија се пресетував и со председателот Трајковски, тие напори, младински евроатлантски форуми, прво преведување на НАТО хембукот на македонски јазик со попровод Джемише и неговата презентација и така натака. И тоа сето е кога ќе се финишира сиот тој труд, повеќе децениски, не мој, да ме сватите погрешно, на целиот народ, на сите граѓани, сите политички партии, политичари и така натака, сепак станува збор за валоризација на сите од државата и тоа е нешто кое треба се да го респектираме и почитуваме. Сега, дали реално сите исто се радуваме или тагуваме, тоа е сепак индивидуално, исто така и кај политичките партии. Во политичките партии скоро сите декларативно поддржуваат НАТО и ЕУ интеграција. Меѓутоа, тоа зависи од поединците кои ги носат тие политики. Ретко кои поединци, политичари се подготвени да бидат лидери, односно и ако некогаш се бараат тешки одлуки во насока да се реализираат тие крупни чекори, историски чекори, НАТО беше еден од нив, Европската Унија сега е следниот со тукаво значење, тие лидери или тие политичари не се подготвени да преземат такви чекори, со самото тоа не се искрени во желбата Македонија да интегрираат кон НАТО и кон ЕУ. Што добивме ние граѓаните од НАТО? Прво, ние добивме најефтина одбрана во светот. Со ниту едни пари ние не можеме да го платиме супортот, поддршката која добиваме од НАТО. Ќе плаќаме некаде можеби милион, нешто измеѓу милион и милион и половина евра годишно, а ние за тие пари добивме заштита од најсилните армии и системи безбедносни светски, кои никогаш не можеме да ги набавиме, да бидам искрено кажам. Добро, ова ако ве слушне председателот Трамп, мислам дека нема да му биде сеедно што го зборувате, бидејќи он за парите најмногу се грижи. И мене не ми е сеедно, јас се радувам, претпоставам дека и Трамп се радува за Северна Македонија, за Македонија. И сега, пошто спомнавте САД, исто така што добивме ние, добивме, замислете, кој историско унапредување на македонската државност е тоа, да САД и Македонија имаме еден глас. Сега САД намерно како прва и најмоќна држава во НАТО. Значи САД има на тој совет еден глас и Македонија има еден глас. Че може да замислите која е таа факторизација на Македонија на меѓународна сцена и која тежина се добива како земја членка на НАТО. Со самото тоа државноста мислам дека е заокружена во делот на она што значеше смирување на Балканот, безбедносно обкружување, подготовка за новите безбедносни ризици кои доаѓаат не само за нас, за цела Европа и светот, така да мислам дека ова е неспорно
овие се историски месеци, историски моменти и мислам дека ќе останат запишани и забележани во историјата на Македонија како едни од најголемите достигнувања на Македонската република. Да. Добро, Василевски, вас како ви се чини сега? Вие зборувате често дека НАТО не е за Македонија, аргументиравте и зошто мислите дека е тоа така. Сега, де факто сме членка на Алијансата. Што мислите сега? Прво морам да се осврнам на она што беше кажано од соговорниците, затоа што мора да се даде контрааргумент на она што беше искажано. Беше спомнато дека било привилегија да се членува во НАТО. Јас мислам обратно, товар е, огромен товар. Особено за буџетските средства, тоа би го подкрепил со бројки, зошто сметам дека НАТО е механизам за еден вид рекетирање на државите, да одвојуваат повеќе средства за купување на воена опрема, која што доаѓа од претежно од американската воена индустрија. И ќе дадам еден пример. Во 2016 за здравство се одвојувале од буџетот 6,5 милиарди денари, а 5,9 милиарди за одбрана. За во предлогот за буџет за 2020 година 7,1 милиарда денари за здравството, а 10,1 за одбраната. Значи има дуплирање на средствата што се одвојуваат за одбраната, за сметка на тоа кај здравството стагнираат овие бројки. И сега кога зборуваме дека мора да се учествува во тој воен пакт, кој е представен како еден безбедносен сојуз, еве спомна соговорникот Петар дека че сме добиле најефтина одбрана и слично, и дека сме имале еден глас со САД. Тоа апсолутно не е точно. Дури една Германија нема подеднаков глас во НАТО како САД, а дека е најефтина одбраната најмногу укажува ова: колку македонската економија може да издржи да одвојува 2%, колку што инсистира и самиот Трамп, а колку ние сме загрозени од било која друга држава, за да мора НАТО да не брани. Не, ние имаме друг проблем. Ние имаме проблем за нашата безбедност поради сиромаштијата. Сиромаштијата генерира и меѓуетничка нетрпеливост. Наместо и оние малце ограничени средства од буџетот да се инвестираат во социјалата, и во здравството, и во образованието. Друг податок за образованието е дека по процентот на учество во буџетот за образованието најмалце средства се одвојуваат споредено со државите во регионот. И да се осврнам сега како еден вовец, ова беше на вашето прашање, дека сега е завршен веќе процесот. Многу евидентно е дека ќе станеме членка на НАТО. Според мене завршен е процесот уште во 1993 година, кога во собранието беше изгласана декларацијата од сите политички партии тогашни дека тераме сега евроатлантски интеграции. Колку тој пат ни донесе добро како на граѓани, како на работници, гледаме на кој дереđe е Македонија. Плашилото дека Македонија ќе ја нападнат соседните земји или дека ќе има некаква си меѓуетничка тензија тука и дека НАТО е за тоа гарант, има низа аргументи дека НАТО не реагира во случај доколку внатре се појави некоја си сепаратистичка вооружена група. Тоа си е ствар на домашните безбедносни сили. Таков е примерот со Шпанија најдобар. Имавме референдум во Каталонија, НАТО не реагира. Сум го спомнала во многу наврати, не сакам да се повторувам. Она што добивме со овој насилен процес за зачленување на Република Македонија во НАТО е тоа што добивме на една страна национално понижување за македонците, кои што наместо да се ориентираат веќе спрема прогресивните политики, веќе како резултат на тоа национално понижување почнува веќе да се наметнува тезата дека мора да се свртат кон десничарските идеолози, и тоа е голем проблем за кохезијата и за заедничкиот
настап на граѓаните во оваа земја за едни прогресивни политики понатаму. Добро, мислам дека нафрливте многу тези, многу контраргументи, мислам малце да влеземе во дебата, Една да. контрареприка. Да. Ја меѓу другото и работам како државен советник за одбрана во Министерство за одбрана и добро ми се познати тие проценти од GDP за финансирање на македонската армија. Ние сме имале години кога во македонскиот буџет се издвојувале и повеќе од 2% GDP за армијата. Некојаш било и на 3. Зависи која влада колку преферирава или гледава шанса да инвестира во армијата или потреба, така ги проектирава годишните буџети на армијата. Имавме рекордно намалување 2010 година на 1,1, но за разлика од тоа па добивме доста стиропор кој не одбрани, туку ни направи дополнителни проблеми и безбедносни ризици. Мислам дека е подобро македонската армија да има и македонскиот војник достојна опрема од најдобрите производители на светот, а тоа се американската војна индустрија, околу да има смешни споменици и стиропор под низ целиот град кој се распаѓа од првиот дожд. Сега, околу она што реално НАТО ќе помогне во Македонија. Премногу водиме грижа за туѓите интереси визави македонските интереси. Сите си имаат своји интереси. Србија, Бугарија, Грција, Албанија, Косово и така натака. Единствено и едноставно треба да гледаме македонскиот интерес. Македонскиот интерес е да бидеме членка во НАТО. Зошто? Затоа што на тој начин ние буквално во овој момент можеме сите ресурси да ги рационализираме во армијата, единиците на армијата да ги рационализираме согласно тие декларирани единици кон НАТО и буквално да заштедиме милиони кои се трошат на годишно ниво во Министерството за одбрана. Така да фата моргана е тоа дека НАТО нас ни оскапува одбрана. НАТО нас ни дава бесплатна заштита, кажано малте бесплатна заштита. Тоа што ние треба ги заштитиме нашите војници, декларирани во НАТО единиците, со 100 и нешто, и не знам колку возила. Тоа што ние сакаме тие да ги набавиме од најдоброто производство и најдобрите и најсовремени возила, тоа треба да биде национална гордост. Какво е тоа понижување? Каква е таа компарација левица и десница? Ако си левичар си горд, ако си десничар си понижен, еве јас сум определен десничар идеолошки, што значи дека сум понижен како десничар? Не ме разбрав. Значи, јас се гордеам што македонската армија и македонските војници ќе добијат најсовремено вооружување и опрема. Тоа е тренд кој треба сите да го поддржуваме и да го назадуваме. Од кого не штити НАТО? Во моментов и во следниве години. За да видите, тоа се колективни системи за безбедност. Тоа не се гледа така. Значи ние не очекуваме, не сме 19 век или 18 век. Сме 19. Не сме. Сме. Не сме. Значи ние не очекуваме дека ќе не нападнат отомански прашања за идентитетот. Или ќе дојде пиколомини. Не. 21 век сме. Тоа се колективни системи за безбедност. Македонската граница сега знаете ли каде е? Таму е доле на Сирија, турската граница. Од денеска станува турската граница, таа е НАТО граница во моментов. Таму НАТО ја штити. До Канада. Таму е сега македонската граница. Или во Канада е македонската граница. Не разбирате ли? Ние влегуваме во безбедносен чадор или систем кој не заштитува на глобално ниво. Не станува збор само за колективни колективни предизвици или загрозувања. Не сакам да ви упаѓам во збора, но да се земеме збор. Не, со тезите ми станува конвенционални ние апсолутно немаме ништо против, затоа што јас неколку пати сум го кажал. Секаде во светот таа левица, мислам поекстремна левица, секаде е против НАТО. Мислам дека и во Лондон на самиот самит имаше група луѓе кои протестира и тоа е, мислам, тоа е основно право да протестираат и да не се сложуваат. Меѓутоа кога зборуваме за аргументи, тогаш мислам дека треба да судруваат и тезите и аргументите. Прво, кога не би биле членка на НАТО, јас се сложувам со Петра што кажа дека најефтина одбрана добивме затоа што кога би биле земја надвор од НАТО, ние
Не можеме тука, не сме ние во некој остров на се собрале некои будисти, сти живеат без војска, сти живеат сурове светот. Гледате дека во тој суров свет сите сега припаѓаме и ние не можеме да бидеме нешто што не може тоа. Колку и да идеализираме, тоа е Балкан, тоа е Европа, тоа е. И зборот ми беше, ние мораме прво бројчано. Војската не би била 6.000, него сами, кога би биле, ни треба војска 12 до 15.000, како што имавме порано. А тие војници, веројатно, сакат, пак народски кажано, и тоа е мастрав. Од друга страна, сега велиме, нашиот воздушен простор веќе се чува дали ќе биде, тоа НАТО ќе одлучи, не одлучуваме ние, Грција или некоја друга земја или Бугарија, но како и да е, тука е се во ред, не треба да купуваме ни скапи многу хеликоптери воени, ни авиони, ни ништо. Затоа што, може би банализирам, ние годишно ќе платиме тоа што сме членка на НАТО, колку што имаше во ташната на Боки 13. Така ли е? Толку годишно плаќаме. И сето од буџетот. Па Србија 4,5%. 4,5% од буџетот плаќа за војската, односно за одбраната. Србија еве, таа која не аспирира да биде членка на НАТО и таа не е загрозена Србија, загрозена Русија, да не зборуваме. Значи, сето тоа е. Од друга страна, како не сме горди. Јас, пошто ти ја мериш, која ти е мерка единица за гордост? Зарем, премиерот и таа делегација не биле горди во таа средина? Која ќе биде таа средина да бидеме ние, пошто не се живее сам, мораш да бидеш во некој сојуз. Некаде мораш да бидеш. И во таква средина да бидеш, во таа маса со тие лидери, со тие држави, со докажана демократија, ти не можеш да бидеш исклучок и да не бидеме горди. Од ова што сиромаштијата, стандардот, ќе ви кажам пример. Од 2013 до 2019 инвестициите 2013-2015 се 450 и нешто милиони, 2017 555 милиони, 2019 се 740 милиони, значи расте. Пример, Бугарија. 2004 пред да влезе во НАТО, инвестициите биле вкупно 7,5 милиарди. Последна година, 2005, 11,5 милиарди, што значи 35-6%, значи, или други, да не ги земам сега балтичкиве земји или земјите од Вишеград. Зошто ние да бидеме исклучок од тоа што, сите аспирират, освен Србија која нема аспирација да биде членка на НАТО, меѓутоа е партнер во некои области и таа соработува со НАТО. Добро, да дадеме повторно на Василевски, веројатно дека имате повторно некој контраргумент. Не, овде разговараме на, како да кажам, на две различни нивоа. Значи, ако ја браниме антиимпериалистичката позиција, како левичари, како марксисти дури би рекол, испаѓа дека мојата позиција би била она што е анахрона, као тоа завршило, спомна и Богоевски дека сега сме 21 век и слично. Јас би нагласил дека не, во сите овие 3 века, да речеме, 19, 20 и 21 век, само во еден период, краток, втората половина на 20 век,
беше периодот на кога власта ја има левичарските или комунистичките партии и визии општо како треба да се гради општеството. Кога спомнав дека постои национално понижување кај македонците, спомнав ради преименувањето на државата и ради Преспанскиот договор. И не може да го негираме тоа национално понижување. И мене ми е жал што врз база на тоа национално понижување македонската десница јакне од било кои провиненции. Друга теза која што се наметнува не само во ова студио денес, туку се наметнува 30 години е дека ние одиме во некој ексклузивен демократски сојуз и поради тоа треба да бидеме горди. Ако е тој сојуз демократски, немаше да ни бидат наметнати толку тешки услови за заслужување на тоа членство. И се спомна дека, мислам, овие тези се провлекуваат со години, малце една емисија се објасна, но дека еве тезата дека зачленувањето во НАТО носи бум на инвестицијски бум. Сите примери се такви. Сите примери се такви. Во сите држави е така. Јас ви гарантирам дека во моментов Србија има поголем инвестицијски бум од нас. Значи аргументот дека НАТО доаѓа и одма тука нагрнуваат инвеститори не е точен. Друг момент е што уствари добиваме ние од тие инвеститори. Какви плати за работниците, каква синдикална заштита. Колонијално робство. Точно. Не е така. може да се смееме на тие теми, но Не, извинете, не се смеам. податоците покажуваат дека и во самата Европска унија државите на периферија живеат многу полошо, затоа и оваква емиграцијата кон државите во центарот, Германија, Франција и слично. Може ли вака, Богојски, јас сакам само да одговорите на оваа едно, бидејќи господин Василевски два пати ја спомна таа теза дека македонците се понижени со облегувањето во НАТО, сакам на тоа Тоа сакам да кажам. Да. Видите, историјата е циклична. Империи се раѓаат и умираат. Нации, народи се раѓаат и умираат. И во тоа движење историско, во тие предмежја или како се кажа историски процеси, секојаш едни се подобри или најдобрите, другите се полоши. Ние сакаме да бидеме со најдобрите. И сега влеговме во клубот на најдобрите. Кој е, само извини, нема да ти упаѓам збор, пошто сакам да имаме таква дискусија. Кое е мерило за најдобри, најлоши, да сме јасни? Мерило е тоа што мои пријатели, роднини, другари, комшии, сите се оцелија во овие земји во НАТО. Ниеден не отиде во Кина или во Белорусија. Еве те едно мерило. Значи, ние, сигурно тие знаат зашто заминале кај најдобрите. Значи, ние се влеговме во клубот на најдобрите. И треба бидеме горди и сакаме да бидеме со најдобрите. Тоа е предизвик. За да бидеме со лошите друштво, многу лесно можеме. Сега, тука има национално понижување, сега ќе ви кажам што е. Денеска дискутирав со едни пријатели. Ѓорѓија Пулевски, кога ова презиме Пулевски се опулил, прогледал прв од македонците и прогледувајќи како сите на Балканот конституираат држави, и тој прогледал и пуштил абер до грофот во Стамбул да му договори средба во Петерсбург кај рускиот монарх да договорат македонска државност, пошто нели тоаш Русија била силата која одлучувала. На договорена средба чекал 7 и повеќе денови надвор на мразот и не го примиле. Тоа е за мене национално понижување. Од тој ден до денеска Русија ја понижува Македонија по сите основи. Ја уништуваат македонската државност. Ја спречува конституирањето на македонската државност. Го задушуваат Илинденското востание. Ја става Македонија на маса на поделба. Своите амбиции ги пазари со македонска територија и со судбини на македонските деца. Бегалски одбрани трагедијата македонска во Егејска Македонија ја направи големата Москва.
со своите желби за топлите мориња ги остави македонците да бидат убиени како кучиња по Егејска Македонија и избркани низ цел свет. Тоа е за мене национално понижување. А тоа што Македонската република, без разлика од моменталното историско именување, денес е во клубот на најсилните и добива дополнителна арматура и бетон во темелите на републиката и добива иднина и можност да се развие, да се надгради државноста на Македонија. И ние достоинствено после влезо во клубот на тие богати, после некој историски момент, достоинствено да се го избериме и името на таа република, шансата е таа, патот е тој. Ние за прв пат во историјата од битката за македонска државност добиваме последниве 30 години можност да се искажуваме сами на меѓународни конференции, пред тоа зборуваат други за нас. Зборуваат други престолни, не зборуваше Скопје. И сега за прв пат добиваме на фотографија каде што се присутни најсилните републики или монархии, оние кои го означуваат или го водат светскиот поредок, таму да застани и македонски представи. Сега за ова ќе ми замерат луѓето кои се идеолошки блиски на мене, ВМРО-вците. И ќе рече па таму Заев се сликаше. Но јас не го гледам таму Заев. Многу малку ми е битно дали е Заев, дали е Петко, Трајко или било кој. На мене ми е битно Македонија да има столче и символот на Македонија, знамето на Македонија да биде помеѓу во тој клуб. Не разбирате ли? Тоа е државен патриотизам, тоа е НЗС, заеднички содржател на сите нас, да не обедини околу заеднички интерес. Сите во државата, без разлика на кој идентитет. Да дополнувам, па после ќе... Ние, де факто, бевме со тие 30 земји заедно, мислам, во Лондон, во самитот. Треба да знаеме уште нешто. Со уште 32 земји НАТО алијансата е во партнерство. Што тоа значи? Значи, по автоматизам и тие ќе бидат наши сојузници. Затоа што во тоа партнерство има земји од Медитеранот, има земји од Магребот, Африка Северна, има земји од овие богатите Катар, Емирати и така натаму. Па ако одиме како трансатлантски сојуз, тоа стигна значи до Нов Зеланд, Австралија. Да. И Јапонија и така натаму. Што тоа значи? Ако овие земји, само кога ќе ги спомнуваш како земји, се земји каде што ние со 30% од нашите млади луѓе учествуваме демографски. И сега ќе ме прашате зошто, пошто идејата ми дојде кога рековте каде одат нашите роднини. Ние сите имаме роднини во Европска Унија, во Америка, во Канада, во Австралија, во Нов Зеланд и така натаму и така натаму. Сега ние природно припаѓаме едни на други, затоа што и семејство е тоа. И во кој сојуз треба да бидеме тогаш, ако не бидеме со нашите роднини, каде што отидоа таму? Наши деца. Мислам, тоа се моменти што јас понекогаш велам, да одиме на Скопскиот аеродром, дали ќе најдеш авион кој лета за Москва? Немаш. Значи, тоа е со години веќе и зошто априори велиме дека веројатно прашањето вие го поставувате, со што е карактеристиката дека тие се најдемократски, најбогати и така натаму. Јас знам каде ви е, мислам, поентата. Пример, вие велите веројатно барате одговор на тоа зашто Грција членка на НАТО, а зашто не доведе во ситуација да влеземе во тие преговори, да можеме да најдеме еден компромис. Мислам дека тоа се моменти каде што само со тоа што Грција беше, односно е членка на НАТО, нејзината предност е една од предностите е тоа. Таа предност полека и ние ја добиваме како членка на НАТО. Значи не сме еднакви.
Сега ќе бидеме еднакви. Некој има фотелја таму, ние имаме Ова треножно што столче. не, имаш, види, еден за сите, сите за еден и имаш вето. Имаш вето. За понатаму интереси кои задируваат можеби во етнички и натаму и така. Затоа што таму во НАТО нема само оружје, има и политика, има и дипломатија. На крајот на краиштата тоа е чадор на милиарда луѓе. Да, Василевски. Да. Може. Така многу тези се наметна, јас стварно неќам да упоѓам до во збор за да се слушнеме, тоа го подразбирам како дебата, ама ќе ми дадете време на се да се Не осврнам. те напаѓаме тебе, ти Не, идејата ако ние понатаму, треба да се да. напаѓаме, имаме различни ставови. Само аргументирано. Прво, живееме во турбулентни времења. Не живееме во мирни времења каде што си избираме клуб елитен на кој што во кој што ќе учествуваме. Значи, глобалниот финансиски систем е во криза или, да кажам, што би рекле можеби вие анахроно, ама не е, капитализмот е во криза. Самото излагање на Богоевски, каде што ја обвина Русија дека историски е против македонската државност и слично, е уствари доказ дека ние влегуваме во НАТО за идна пресметка со Русија, со Кина и слично. Значи, ние избираме сојуз за идниот судир со овие држави. Зошто? Затоа што капитализмот е во криза. Значи, се враќаме на позиција, светот се враќа на позиција како пред Првата светска војна. Антанта, централни сили, сега не знам како би се именувале, НАТО си постои, другиот сојуз дополнително ќе се формира веројатно и ние стануваме тука една од метите, дали ќе има тука база на НАТО или веќе има нормално или не, тоа ќе си стои нас како да сме мета за идни напади. Јас нема да сум адвокат на Русија апсолутно, и тоа си една империалистичка земја во моментов, која што нема ни од блиску толкаво влијание во Македонија како што тврдите, а дека историски влечете теза дека од Москва сме имале самоштета, спомнавте многу примери, не запишав се, ке спомнам и дека Коминтерната, сојузот на комунистички партии од 1934 година е прва меѓународна организација која што ја призна македонската самобитност. Друго спомнавте за граѓанската војна во Грција, дека екзодусот бил резултат на тоа што Русија сакала да излезе на топлите мори. Ја не знам која историографија тоа го потврдува, јас знам дека британски и американски воени сили таму бомбардира и беа на страната на противниците на комунистичката партија на Грција. А каде што пак масовно македонците учествуваа во овие редови. Тоа е дури и со ова ќе завршам, мислам нема крај оваа дискусија. НАТО е формирано 1949 година. Баш во моментот кога завршува граѓанската војна во Грција. Значи, НАТО е сојуз за превенирање на црвената опасност од растечкиот комунизам. Кога веќе Берлинскиот зид падна, престана и смислата на постојање на НАТО. Но пошто НАТО е воен сојуз кој ги штити центрите на империализмот, НАТО ќе си продолжи, има и други империалистички центри и Македонија едноставно тука мора да избере страна. Не мислам дека било кој од народите во Европа и на Балканот треба да се горди што учествуваат во еден таков пакт. Военно населението од ова држава се иселува спрема тие центри, затоа што во тие центри е сконцентриран капиталот на големите корпорации. Сега, например, имаш опција да работиш во... рече дека во криза се капиталистичките земји, само да ти покажам бројки. Во криза се, и кога е капитализмот во криза, секогаш има војна. Видете? 50%... Кога е капитализмот во криза, секогаш се рестартира преку војни, од локален или од глобален карактер. И ке завршам со ова, македонците се иселуваат затоа што можат да прифатат да работат во Кромберт и Шуберт за 200 евра
пример Не, во Битола, или може да додат во Германија да работат за 2000 евра. Значи економска е логиката, не е безбедносна Не е логиката. така, не е така. Али Сега добро, имаме добро си ја браните други тезата со категории. такви неекономски анализи. Не, Јас бев запрашан за националното достоинство. Да. И заради тоа спомнав историјата и она што значи кој ни го повредил националното достоинство до сега низ историјата. Тоа е супер НАТО риторика. А воопшто не Обвинија планирав, Русија. воопшто не планирав да му објавам војна на Русија и на Кина. Значи далеку бев од таа дискусија. никој не има. Значи ја мислам дека после падот на путинизмот и на тоталитаризмот во Русија и самата Русија ќе стане пријател на НАТО и на Европската унија. И Русија ќе се нормализира еден ден и ќе стане нормална демократска земја. И јас очекувам тоа од рускиот народ конечно да се избори и да се нормализира после тој срамен комунизам кој го уназади рускиот народ векови назад. Ако земите да ги видите крајните резултати меѓу тој страшниот според вас капитализам и тој прекрасниот комунизам, и крајните резултати да ги споредите, како денес се живее во тој страшен капитализам и како и на што дереđe е народот во тој прекрасен комунизам, мислам дека на вистина зборуваме во Африка, на вистина како се живее во Африка во вистина капитализам. зборуваме за два Како различни се живее во светови. латинска, точно да, за различни светови зборуваме. Во овој момент што е побитно за нас? Побитно за нас е што е во интерес на Македонија. Нашите најголеми трговски партнери се земјите членки на НАТО. Точно и со Русија имаме голема трговска размена, но број еден е Германија и Европската унија. Незаменливи за Македонија. Ние дишиме економски преку Европската унија. Окружени сме од ЕУ. Над 7-10% Ние треба да се економијата со интегрираме регионално, затоа денеска бевме во собрание, денеска подготвуваме да поднесеме декларација за Централно Балканска иницијатива. Тоа е нешто кое Македонија става настрана од Западниот Балкан и проблемите кои останаа во Западниот Балкан. Ние сакаме да идеме напред. Ние сме на границата со Европска унија, со границата со Грција и со Бугарија. Ние сакаме да се интегрираме со ЕУ регионално тука, прекогранично. Таму ще нашите и интереси и можности за економски развој и напредок. Со земји кои се економски поразвиени од нас. Ако со нив гравитираме, самото преливање, логиката на преливање на садови, буквално, ако се тие поразвиени од тебе, преливаат енергија кај нас. Капитал, развој, тоа е ефект на зголемени инвестиции во земјите кои стануваат пријатели на тие земји побогати од нас. Значи, затоа ве молам, теориите се многу застарени. Јас знам дека е малце модерно во светот, го следам тоа. Ова е застарен, ова е напредно. Не, Јас ви викам дека има еден тренд, систем е 3 века, 4 века, има со еден тренд, има еден тренд пауза во 20-тиот. конформизмот да се премачка, да се замаскира преку еден така наречен антиглобализам. А во случајот тоа за мене е конформизам. Луѓето кои ги мрзи да работат и да се борат во светот на капитализмот, се нарекува себе си антиглобалисти и сакаат да добијат поголема социјална помош или покомотна позиција од некој тип на постсоцијалистичко општество или не знам како да наречам тоа, некои хибридни системи. Запознати ли сте што се случува во Чиле? Таму Антиглобализмот, стотици, илјади луѓе се на улици незадоволни од неолиберализмот започнат од Пиноче. Тој е исто така голем демократ поддржан од НАТО. Тие мрзливи ли се луѓе, млади, без работа? Зар вие верувате дека тоа е идеолошка битка таму во Чиле? Секаде идеолошка битка. Далеко. Се идеологија. Далеко е од тоа. Станува збор за кланови и мафијашки банди кои ги уништуваат земјите на Латинска Америка. Картели мафијашки, ништо повеќе од тоа. Бандити останати под влијание на Советски сојуз и Русија, која беше највлијателен фактор таму и правеше тоа што го правеше и денеска го прави со тие земји таму. Тој мафијашлук го имаме и кај нас дома во Македонија. Ова е Само НАТО, емисија на Fox News сега. не само НАТО, Што да ви кажам само на НАТО и контра Европската на ова? унија може да ни помогне да се куртулиме и од македонските банди дома, да воспоставиме владење на правото. Само тие европски вредности, системи, тие рамки, шини може да не доведат до прав пат.
Инаку ние гледаш дека самите не можеме да се избориме со бандите дома. Ама еве 30 години, Еве, уште да колку успеавме треба да не во СЕО доведат во ред? Да го изградиме институција, Уште следни меѓународно 30 години, акредитирана, меѓународно 90 поддржана, години. со сите услуги во Македонија. Не успеавме едно СЕО да го изградиме и да се избориме со бандите од земјава. Антибандитизмот во Македонија ќе биде тек на цена и тек треба да добие сила. Вие како левичари борете се против бандитите, а не влегувајте во коалиција со нив. Борете се против бандитите. Не разбирате? Ја не ве Тоа е разбирам она ништо. што Од на една нас ни на треба сега друга на тема, народот. од една на друга тема се префрлате. Не, јас само сакам да ве насочам и вас како левичари, кај ви е вистинската битка. Вас НАТО не ви е проблем. Во НАТО екзистираат левичари многу. По Европа ја водат левичарски влади. Шпанската влада се ќе ја водат левичарите. И тие ќе ратификуваат постојната одлука за Македонија за НАТО. Значи јас немам ништо против десничар сум, ама не ми смета, не ги мразам левичарите. Секаде во светот има левица што е лажна левица, што е со Тоа е НАТО веќе теорија на сојузниците. заговор. Не. Но, она кој е Вие битно, искажавте редица теории, НАТО не е на непријател заговор, на не развојот на македонската демократија или ЕУ. Пријатели се на развојот на македонската демократија. Сите транзицијски елити што се менуваа на власт. Трнете од домашните Сите, интереси. ама с нив ќе ги најдете седнати од со Хавиер Солана, од со Робертсон. Памтам ја се. Дали имаш еден пример? Значи, оставете сите се, тие се поддржани како од вашата тие левица, луѓе. И дали сега, имаат некаде Далеко е власт? Ботсвана од нас. Како? Освен во Кина, што Имаме го проблем мислиш со да битова. па не затоа може е диш- ваква тензична ситуацијата во светот и незадоволството. Не е тензично. Ние живееме Не е како тензично во еден светот. меур од сапуница и мислиме Не, дека не е народите во тензично. светот, работниците не го чувствуваат поривот за промена. Да, добро, јас Имаат лажни меси и лажни пророци. Знаете кој е Тоа е поривот за проблемот. промена? Али Поривот за како промена и во е историјата, ако се борите како и во вистински за тие историјата, работници, ќе се историјата борите оди за напред. оние што копаат и се злоставувани од бандитите во рек Битола, за нив ќе се борите не за Ботсвана. Ама јас само Вашата ќе разбирам Ботсвана што сега за е Ботсвана. ширење на руски интереси. Пак Но тој со руски маката интереси. на работниците во рек Битола и бандитите што ги злоставуваат таму, за тоа борете се како левичар. Или тоа што нема воздух за дишење Вие во Битола и немате во Скопје. аргументи да го Ама не ви одбраните аргумент. ова НАТО приказна и сега тука Види, јас не ги мешате сакам. Ботсвана и Русија, значи Види. дај го молам водителот нова емисија да даде некој ред. значи. Јонака мораме да направиме Ајде, пауза. теза контра теза. Тоа е Јонака мора да направиме Нема пауза за реклами. Јас само сакам на господинот Василевски да му се заблагодарам што едно време рече ова е како дебата на Fox News. Значи сепак за 24 голема привилегија да не споредиме со таков гигант како Fox добра News. емисија. Да, Тој гледа амерички Да, филми, без јасно го е разлика дека на не е баш идеолошката толку. определба, нели, не навлегувам во тоа само како корпорација. Почитувани гледачи, останете со нас, се враќаме брзо во студието, следува еден краток блок на реклами.